Божури и незаборавки. Расказ од Георги Господинов. Се познаваа одвај неколку часа. Тој нешто на 30-тите, таа нешто под нив. Тој требаше по неа да испрати пакет на свој познаник преку океанот. Таа само посредуваше. Работа за 5 минути, но веќе 2 часа од оние 3 што ја преостануваа до летот, не можеа да најдат никаква оправдана причина за да се разделат. Сега, точно 60 минути пред полетувањето, стоеа во ќошот од кафулето во салата за испраќање, го пиеа третото кафе и молчеа. Ги беа исцрпиле сите теми што можеа да го одржат разговорот помеѓу двајца непознати. И молчењето веќе почнуваше да станува непристојно. Малото масиче помеѓу нив беше претрупано со празни пластични чашки што придобиле најнеочекувани форми од долгото врткање во нивните дланки. Лажичките за кафе одамна беа издробени на најситни можни парченца, празните ќесички шеќер измаисторени во корнетчиња и миниатурни бродчиња. Му текна дека оваа маса може да биде добар ready-made објект или, да речеме, инсталација, која би ја крстил апологија на мачнината. Пластични чашки за кафе, лажички, празни кесички шеќер, бело масиче. Потем му се стори глупаво и реши да премолчи. Она што се премолчува се преобразува во скршени лажички и смачкани чашки, рече таа од ненадеж. Тој си помисли дека никогаш повеќе нема да сретне таква жена која би му ги читала мислите и со која би сакал да остане до крајот на животот во тоа кафуле. Се сепна кога употреби, макар и во мислите, фраза како до крајот на животот. Ајде да поразговараме, рече таа, иако 2 часа не беа молкнале. Преостанатиот час беше претерано малку време за да се потроши на заобиколувања и изработување бродчиња. Но откако тој не започнуваше, таа едноставно рече: треба да прифатиме дека понекогаш луѓето буквално се разминуваат. Иронијата е што тоа го сваќаат токму тогаш кога ќе се сретнат, рече тој. Сигурно постоел начин да се видиме и пред тоа. Толку време сме живееле во еден ист град, не е можно да не сме се разминале на некој семафор. Ќе те забележав, рече тој. Ја љубиш ли? Потпраша таа. Го љубиш ли? Потпраша тој. Бргу се согласија дека тоа и не е толку важно и дека никој не им е виновен. Подоцна тој немаше да може да се сети кому прв му текна таа спасоносна, како што мислеше тогаш, идеја да си вообразат заеднички спомени, да го измислат целиот свој живот пред да се запознаат и потоа. Плашлив обид да и се одмаздат на случајноста која безмилостно ги беше споила за кратко само за да ги раздели. Имаа на располагање 50 минути. Помниш ли, започна тој, како ученици живеевме во една иста улица? Секоја недела скришно ти пуштав во поштенското сандаче по еден прстен од станиол од бомбоните лакта. Аха, рече таа, значи ти си бил тој. Татко ми прв ги наоѓаше и се сомневаше дека некој чукнат обожавател од населбата и праќа венчални прстени на мајка ми. Излегува дека биле за мене. Беа за тебе, рече тој. А ти помниш ли, започна таа, кога последната студентска година само ние двајцата заминавме во оној манастир? Прв пат тргнавме некаде сами. Во хотелот немаше слободни соби и ни послаа да спиеме во една од ќелиите на монасите. Беше многу студено, а постелата тврда. Малку ме фати страв. Секој пат тајно се крстев од тебе. Онаа ноќ 5 пати се прекрстив. 6, рече тој. И мене ми беше страв. А помниш ли кога потоа дојде да живееш кај мене? Мајка ти рече дека ќе се откаже од тебе преку службен вестник, зашто не сакала да има незаконски внучиња. Помнам, рече таа, и онака не можев да имам деца. Тука таа замолкна. Тој ја допре раката за прв пат откако се сретнаа. Сосем нежно, утешително. Ништо, рече тој. А помниш ли кога си ја скршив ногата? Бев веќе 48. Ринтав како луд и тој месец домот ми се стори вистински рај.
Ти исто зеде боледување, дури ги заплаши дека ќе си ја скршиш раката доколку не те пуштат. И цел месец ни носот не си го покажавме надвор. А кога следната година ми го открија оној тумор, ти беше прочитал некаде дека терапијата со смеење го лечи ракот и 2 недели непрекинато ми раскажуваше вицови, за да се смеам. И сега ти се чудам од кај ли ги наоѓаше. Беше толку исплашен и мил. Тогаш косата речиси целосно ти обеле и секојдневно ми носеше божури и на заборавки. Слава му на Бога, закрепна. Што ли ќе правев без тебе? Во истиот миг ги повикаа сите патници за Њу Јорк да се упатат кон терминалот за полетување. Молчеа не подолго од минута. Потем таа се исправи и рече дека треба да замине. Тој го зеде куферот и тргнаа. Пред да ја помине пасошката контрола, таа се сврте и долго го бакнуваше. Како за последен пат, си помисли тој, макар што никогаш пред тоа немаше прв пат. Половина час подоцна тој се сврте и тргна. Се почувствува страшно остарен, со мака ги придвижуваше нозете. Намерно ги затвори очите кога минуваше покрај вратата со огледално стакло на излезот. Во одразот да не си ја види одеднаш побелената коса и виснатите, веќе старечки рамења. Со секој чекор му стануваше се појасно дека не може да се врати дома кај својата недостижно млада жена и никогаш не би можел да ја раскаже што правел во текот на оние 50 години додека бил отсутен.